Растот на цената на нафтата е очекуван за нас како Централна банка, бидејќи во фазата на макроекономските проекции ние ги следиме сите тековни движења, очекувањата на аналитичарите, така да цената не е за изненадување, бидејќи по неколку години пат на цената на нафтата за прв пат минатата година таа покажа нагорен тренд, а очекувањата се и оваа година. Сепак, нафтата е само една од компонентите која што влегува во инфлацијскиот индекс, која што нема директен значаен ефект и самите промени во однос на цените на нафтата не би очекувале да имаат позначајни инфлаторни притисоци. Сепак, многу ќе зависи колку притисоците од овој ценовен ефект кај нафтата ќе се пренесат на останатите производи, па оттаму евентуално би можело да се види некој секундарен ефект. Сепак, имајќи ги во предвид сите овие движења и очекувања за цените на нафтата, нашата проекција како Централна банка е оваа година 2% просечна инфлација, што е во линија и со нашата поставена цел за одржување на ниска и стабилна инфлација. Значи, не очекуваме позначајни, поголеми инфлаторни притисоци. Се надевам дека и ние во скоро време би требало да видиме одредени новини во овој сегмент. Ќе зависи многу од приватниот сектор. Ние сме тука како Централна банка, како и заедно во соработка со надлежните институции, Министерството за финансии, да обезбедиме потребната регулативна рамка, да го поттикнеме тој сегмент, а сепак каков ќе биде резултатот зависи од приватната иницијатива.